Добар ден, ученици, добре дојдовте во нашата училница на часот по македонски јазик. За овој час потребен ви учебникот по македонски јазик. Подгответе се. Отворете на страна 154. Јас ќе ви прочитам една приказна, а вие внимавајте. Лажливец. Некое овчарче, чувајќи ги овците, одеднаш почнало да вика како да видело волк. Помош! Волк! Волк! Дотрчале се ланите и виделе дека овчарчето ги излажало. Така успеало да ги измами уште неколку пати, но еден ден навистина се појавил волкот и го нападнал неговото стадо. Момчето се исплашило и почнало да вика: Ваму! Побргу! Ваму! Волк! Селаните си помислиле дека пак ги лаже и никој не отишол да му помогне. Ајде, ученици, сега вие прочитајте ја оваа приказна во себе. Откако ќе ја прочитате приказната, јас ќе поставам неколку прашања, а вие на секое прашање стопирајте го видеото, одговорете го, па продолжете со гледање. За кого се зборува во оваа приказна? Во оваа приказна се зборува за овчарчето, селаните и волкот. Како овчарчето ја загубило довербата кај селаните? Овчарчето ја загубило довербата со тоа што неколку пати ги лажело селаните дека неговото стадо го нападнал волкот. Што се случило на крајот? Волкот навистина го нападнал стадото на овчарчето, а бидејќи претходно ги лажело селаните, никој не дошол да му помогне. Зошто оваа приказна се вика лажливец? Оваа приказна е наречена лажливец, бидејќи овчарчето ги лажело селаните. Дали овчарчето постапувало умно кога ги лажело селаните? Овчарчето не постапувало умно со тоа што ги лажело селаните. Па затоа кога навистина неговото стадо го нападнал волкот, никој не му помогнал. Ајде сега, обидете се да ја пронајдете реченицата со која овчарчето искажува вистински страв и прочитајте ја. Таа реченица е: Ваму, побргу, ваму, волк! Ајде, ученици, да видиме каква поука можеме да извлечеме од оваа приказна. Размислете. Поуката од оваа приказна е: никогаш не треба да лажеме, бидејќи со лагата можеме да се најдеме во голема неволја. Драги ученици, со оваа поука ќе го завршиме денешниот час по македонски јазик. Се надевам дека ви беше интересна оваа приказна и ја извлековме вистинската поука од неа. Следува домашната работа. Прочитајте уште еднаш оваа приказна, а потоа усно обидете се да ја раскажете. Ви благодарам за вниманието, се гледаме следниот час. Довидување!